Секоја година се регистрираат околу 5000 нови случаи на мозочен удар, со што нашата земја се вбројува меѓу државите со средна инциденца, односно од 200 до 300 случаи на 100.000 жители. Лекарите предупредуваат дека ниту една возрастна група не е поштедена, бидејќи мозочниот удар може да се појави кај деца и млади под 45 години. Шефицата на одделот за невролошка ургентна медицина при Универзитетската клиника за неврологија, професорката Анита Арсовска, ја истакна важноста на брзата реакција. Битно да се препознаат симптомите и знаците на мозочниот удар, кои што настануваат одеднаш, нагло и најчесто се работи за парализа на едната страна на телото, на раката, на ногата. Понатаму може да има пречки во зборувањето, неразбирање на тугиот говор, искривување на лицето од едната страна. Може да се појави главоболка, твртоглавица, нестабилност, неможност за одење, некогаш и неможност за голтање, проблеми со видот, со гледањето, и кога тие симптоми и знаци ќе се случат, потребно е веднаш пациентите да се транспортираат во најблиската здравствена установа која што е. Директорот на клиниката за неврологија, доктор Јован Божиновски, најави дека се планира набавка на магнетна резонанца, специјално наменета за неврологија, што ќе возможи побрза дијагностика и ќе олесни работата на Институтот за радиологија. Во однос на дијагностиката на мозочните удари, ние имаме соработка и со Институтот за радиологија. Меѓутоа, со оглед на бројот на пациенти, не секогаш протокот на пациенти, односно добивањето на резултати е така брз и едноставен. Во таа насока веќе има некоја идеја за да се набави магнет кој што ќе биде исклучиво за клиниката за неврологија. Според доктор Арсовска, над 90% од случаите на мозочен удар може да се спречат преку редовна контрола на крвниот притисок, нивото на шеќер и масти во крвта, како и со избегнување на пушење, стрес и изложеност на загадување. Во рамките на Светскиот ден на мозочниот удар, клиниката за неврологија организираше отворен ден со бесплатни прегледи на каротидните артерии. Присуствуваше и министерот за здравство Азир Алиу, која пофали иницијативата и изјави дека здравствениот систем треба да се фокусира не само на лекување, туку и на превенција и јавно образование.